Добре дојдовте на ГИС порталот на Агенцијата за планирање на просторот. За да ги погледнете апликациите кои се дел од овој ГИС портал, кликнете на менито Апликации. Во делот Апликации се наоѓаат повеќе апликации како што се водостопанство и хидротехничка инфраструктура, геоинформатичка платформа, структура, анализа и поддршка на ППРСМ, демографија за ППРСМ, животна средина за ППРСМ, заштита на природата за ППРСМ и други. Секоја од наведените апликации содржи поединечна студија за која е изработен просторен план, а покрај тоа овозможува визуализација, преглед и пребарување на просторни податоци. Во овој случај ќе разгледаме работната содржина на апликацијата Животна средина за ППРСМ. Апликацијата Животна средина е составена од интерактивна мапа со просторни податоци, содржина од студијата на просторниот план кој се однесува за поглавието Животна средина, мени со алатки со кои се овозможува управување и менаџирање со просторни податоци и табела за преглед на податоците. На левата страна е интегрирана содржина од текстуалниот дел на студијата за животна средина. Доколку кликнете на некоја содржина, апликацијата ќе ве пренасочи кон текстуалниот дел на студијата. Покрај преглед на текстуалниот дел, апликацијата ви возможува на интерактивна мапа да се забележат просторните податоци кои се опфатени во студијата. Мапата може да ја зумирате, одзумирате, да се вратите на првичниот преглед или да се вратите на претходниот, тоест следниот преглед. На десната страна се наоѓаат алатките за подлоги и мерење. Алатката подлоги овозможува да изберете некоја друга подлога, како што се Imagery, Topographic, Streets, OpenStreetMap и други. Алатката за мерење ви овозможува да измерите растојание и површина, при тоа користејќи повеќе мерни единици. Во долниот лев агол од мапата се наоѓа алатката за преглед на координати. Истата алатка ви возможува да кликнете на мапата, а на тој начин да ги добиете координатите за точката која е од интерес. Покрај тоа, алатката ви возможува да се ископираат координатите. Во горниот десен агол се наоѓаат алатките од главното мени, како што се содржина со тематски категории, легенда, алатка за пребарување, алатка за цртање, обележувачи, алатка за печатење, конвертирање на координати и алатка за додавање на податоци. Менито со приказ на достапни содржини на мапата или тематски категории е составено од две групи на слоеви. Категориите може да ги проширите и да ги разгледате нивните слоеви. Покрај тоа, овозможено е да управувате со видливоста на слоевите, истите да ги вклучите или исклучите. Исто така, овозможено е да се прегледа легендата со која податоците се представуваат на мапата. За таа цел ќе кликнеме на опцијата Легенда. Понатаму, податоците може да се пребаруваат, а за да ги пребарате, кликнете на алатката Пребарување. Во делот за пребарување, најпрво се одбира слој по кој ќе се пребарува. Во овој случај ќе пребараме по слојот Мерно место за буџава. Пребарувањето може да се реализира со избор на еден или повеќе критериуми. Во нашиот пример ќе опфатиме два критериуми, пребарување по тип и пребарување по место. Откако ќе се внесат критериумите, кликнете на опцијата Apply за да се лоцира бараниот податок. Алатката ќе ги пребара сите оние податоци кои се содржат во избраните критериуми. За да ги прегледате податоците, истите може да ги прелестувате во делот Резултати од пребарувањето. Алатката за цртање ви возможува да додадете точка, линија, полигон, правоаголник, круг и текст на мапата. Откако ќе изберете еден од начините за додавање маркер на мапата,
Овозможено е да ги прилагодите неговите својства како што се боја, големина, стил, фонт и слично. За да додадете маркер, кликнете на мапата. Доколку сакате да ги избришете маркерите кои ги додадовте на мапата, кликнете на опцијата Clear All. Алатката обележувач ви возможува да сочувате некој преглед од мапата, со кој брзо ќе се позиционирате на бараната локација. Еден обележувач се додава со клик на опцијата Add Bookmark. Откако ќе додадете нов обележувач, истиот може соодветно да го именувате. Потоа одзумирате ја мапата и кликнете на новиот обележувач. Забележувате, обележувачот ја зумира мапата на сочуваниот преглед. Составен дел од апликацијата е и алатката за печатење. Кликнете на алатката за печатење, а потоа лоцирате ја мапата на соодветниот офат и изберете ги својствата на шаблонот, како што се тип на темплейт, наслов на карта, размер, мерна единица на графички размер, автор и квалитет на картата. Откако ќе ги прилагодите сите барани опции, кликнете на копчето Print за да ја подготвите картата за печатење. Потоа кликнете на делот Results и отворете го соодветниот пример. За да продолжите со постапката за принтање, кликнете на опцијата Print. Доколку сакате да ја превземете картата, кликнете на опцијата Download. Алатката за конверзија на координати функционира на следните два начина. Може да внесете сопствени координати или пак да искористите алатката за додавање на точка на мапата, а потоа да извршите конверзија на истите координати. Алатката Додади содржина ви возможува да додадете содржини на повеќе начини: додавање со помош на URL сервис и додавање на файл. Во овој случај ќе додадеме податок со избор на файл кој е сочуван локално на компјутер. Кога додавате файл, овозможено е да изберете некој од понудените формати, како што се Shapefile, CSV, KML, GeoJSON и GPX. Во нашиот пример ќе избереме файл со формат KML. За да додадете файл, кликнете на копчето Upload, а потоа лоцирате го бараниот файл и кликнете на копчето Open. Потоа кликнете на копчето Done за да се додаде фајлот во делот Додадени содржини. Во прозорецот Додадени содржини, веднаш до името на податокот се наоѓа мени Actions, кликнете на тоа мени и изберете опцијата Zoom to. Потоа од истото мени изберете опцијата Add to the Map за да се прикаже слојот на мапата. Податоците кои ги додадовте во апликацијата од менито Додадени содржини се од привремен карактер и истите се активни се додека е активна сесијата на апликацијата. Во долниот дел од апликацијата има стрелка за нагоре. Ова опција всушност е атрибутната табела каде може да се прегледуваат атрибутите кои ги содржат податоците. Во атрибутната табела се прикажуваат сите слоеви кои се достапни во апликацијата, вклучувајќи ги податоците кои ги додавате со алатката Додадени содржини. Атрибутната табела се состои од редови кои се податоци или записи од мапата и колони кои се атрибути на податоците. Колоните во атрибутната табела може да ги сортирате растечки или опаѓачки. Покрај тоа, може да управувате со видливоста на колоните, кои колони да бидат видливи, а кои не. Секој ред во атрибутната табела може поединечно да се селектира, а на тој начин посебно да се визуализира. Доколку сакате да одселектирате некој селектиран податок, кликнете на опцијата Clear Selection. Во делот Actions
Може да се зумирате до локацијата на податоците, да ги прикажете со селектирана боја, да поставите филтри, да ги експортирате податоците и слично. Ви благодариме на вниманието.